За сега нема проблем со недостаток на лекови и кислород во Струмичката општа болница, вели директорот на оваа здравствена установа. Иако капацитетите на болницата се исполнети до последно место и речиси нема празен кревет подолго од неколку часа на инфективното одделение и во дневните ковид амбуланти. За сега за пациентите нема недостаток од лекови, но и кислород за оние што се на кислородна поддршка. Со оглед на тоа што болеста, клиничката слика на пациентите со потешка клиничка слика е потребно давање на кислород, кислородна поддршка. Ние имаме доволно кислород, доволно сме снабдени. Дневно се трошат околу 750 литри на кислород, околу 18 боци по 40 литра и тоа е задоволува нашата потреба за да дадеме во склоп на терапијата на лекувањето на пациентите со кислород. Во моментот имаме 19 пациенти кои се на кислородна поддршка, скоро целодневна терапија со кислород се покриени, така да имаме доволно кислород да бидат сите пациенти кои што им е потребна терапија со кислород, се дава кислород. До сега функционираме најнормално, имаме доволно терапија за сите пациенти, не само за ковид и за другата патологија која што се лекуваат пациентите, така да не сме во криза за лекови за терапија. Струмичката болница е една од најпогодените од коронавирусот во последните 3 месеци. Освен што нема простор, нема ниту кадар за работа во новиот крак, каде што се најави отворање на регионален ковид центар. Капацитетите на Струмичката болница се скоро искористени, пополнети. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Министерството за здравство уверува дека засега системот е стабилен и дека во болниците во целата земја ситуацијата е под контрола.